Многу пати, кога се изнесуваат радикални идеи кои го разнишуваат нашето веќе востановено убедување за одредена работа, речиси инстинктивно кај повеќето од нас се јавува отпор, односно желба да се загуши новата идеја со веќе постоечката. Јас овде ќе ви изнесам токму една таква идеја, непријатна, незгодна, тешка за прифаќање и многу провокативна. Оние од вас што сакаат да размислуваат за кажаното, слободни се да ја прошират сопствената мисла со тука кажаното и да направат сопствени истражувања, кои можат и да го надминат ова мое скромно истражување. Од друга страна, сигурен сум дека има луѓе кои по секоја цена си ја бранат сопствената комфорна зона. Ова значи верување во системот по секоја цена. На вториве, не сакам да им бидам глас на совеста. Напротив, го застапувам нивното право да го прават тоа. На ист начин на кој го бранам моето право да го користам умот и да го искажам мислењето формирано во тој ум. Дилемата е горчлива вистина или блага лага. Сосем е во ред да се одбере и едното и другото. Моите приказни по обичај започнуваат во едно далечно минато. Ова минато за кое денес ќе зборувам е толку далечно што обично никој не сака да зборува за него. Затоа сватете го ова како храбра авантура на еден љубопитен ум во едно неистражено време. Еднаш од еден повозрастен човек слушнав дека сака да ги чита пред античките автори, зашто тие своевремено се имаат занимавано со основните проблеми на човекот, со се она што и денес е актуелно. Сите есенцијални проблеми ги наоѓаме кај античките автори, додека она што ние го доживуваме како развој е всушност развојот во технологијата. Секако во далечното минато немале e-commerce, имејл, авиони, електронски уреди какви што имаме ние денес. Но и тие и ние имаме проблеми какви што се љубов, омраза, морал, естетика, радост, тага и така натаму. Она што ние го препознаваме како развој на цивилизацијата е всушност само промена во технологијата. Развојот на технологијата представува битен момент, особено за проширувањето на видиците за одредени проблеми. Така денес, благодарение на научно-технолошките достигнувања, си имаме објаснето многу феномени, што во минатото можеле единствено да бидат објаснети со поимите на религијата, народните верувања и суеверијата. Знаејќи го ова, видеово има за цел да го отфрли секое духовно или било кое гледиште што навлегува во нематеријалната сфера. Од друга страна, преку призмата на една технолошка диференцијација да даде можен поглед на одредени феномени кои во периодов се актуелни и сме засегнати од нив. Мичио Каку е познат теоретски физичар и футурист и еден од основоположниците на теоријата на низи, односно познатата string theory. Во едно негово видео, кое сега не можам да го пронајдам во морето негови видеа на интернет, направи една интересна споредба на тоа како нашиот моментален технолошки развој би им изгледал на генерациите од пред неколку стотини години. И уште повеќе, како нам би ни изгледала реалноста за неколку стотини години од сега. Вака парафразирано, според Мичио Каку, децениите што се пред нас ќе ги остварат предвидувањата на научната фантастика. Светот ќе добие речиси непрепознатлива форма. Интернетот ќе стане брейннет. Роботиката и автоматизацијата со помош на вештачката интелигенција ќе добијат невидени размери и примена. Телепортацијата ќе биде реалност и така натаму. Врз основа на моето лично животно искуство, знаејќи дека само во раните 90-ти години моето семејство доби телефонска линија на во тоа време аналогна централа, гледавме телевизија на аналогна телевизија, а во мојот случај и на црно-бел телевизор. А праќањето и добивањето писмо беше сосема вообичаена работа. Едва 30 години подоцна, само можеме да констатираме кој технолошки напредок го имаме постигнато, без при тоа ништо ново и значително биде откриено од науката.
само подобро применување на веќе познатите принципи. Сега, за наредните децении рековме можеме и да претпоставиме што би донел технолошкиот развој. Но дали можеме да претпоставиме како ќе изгледа човештвото и планетата Земја неколку века во иднината? Тешко. Според Мичу Каку, за нас, луѓето од тие векови во иднината би изгледале како богови. На сличен начин на кој европејците им изгледаа како богови на домородните народи на американскиот континент. Сосема сум согласен со поставените тези, а од нив сега почнува мојата теза. Таа е истовремено и многу едноставна и многу контроверзна. Ние живееме на една од помалите планети во еден систем каде 98% од масата отпаѓа на самата звезда, односно нашето Сонце. Нашето Сонце од своја страна е звезда со средно мала големина во една релативно мала галаксија како што е Млечниот пат, нашиот космички дом. Со ова само сакам да нагласам колку нашиот дом, нашата прекрасна мајка Земја е всушност малечко место во споредба со огромниот универзум. Предпоставката дека сме сами или дека сме најинтелигентната форма на живот во циот универзум е едноставно неприфатлива. Впрочем, кое расипништво на простор и материја, за да само во еден микронски простор во космички размери се развие живот. Сега еретичката идеја. Што ако во далечното минато, наместо од примордијалната супа, како што обично велат теориите, животот не бил едноставно посеан на планетата Земја од некоја цивилизација способна за интерстеларни патувања? И што ако, откако тој живот на планетата веќе е во полн процут, Земјата не била повторно посетена од истата или од друга интерстеларна цивилизација, која овој пат била овде со сосем конкретна цел и задача? Да претпоставиме дека на планетава биле дојдени со цел ископување на еден редок минерал кој се добива во универзумот при создавањето на супернова, а кој по некоја случајност на Земјата го има во доволни количини. Овој минерал ние денес го знаеме под името злато, а одредени рударски ископувања во Јужна Африка со нивното датирање од 200.000 години пред нашата ера го потврдуваат ова. Сега, во светло на нашите вселенски програми, замислете една интерстеларна цивилизација. Сигурно не патува со некој огромен вселенски брод на кој има цел град од посада, туку со неопходниот минимум. Нешто што се обидуваме и ние да го направиме. Се останато е опортуно да се реконструира на самото место од достапниот материјал на планетата која се колонизира. Исто така, една развиена цивилизација својата работна сила би обезбедила од локалната популација на самата планета. Нешто што според мене се има случајно при оваа посета во дамнешно време од една многу развиена интерстеларна цивилизација. Од каде ваквата претпоставка? Едноставно, од најпродаваната и најпознатата книга на сите времиња, Библијата. Не заборавајте што рековме претходно. Една развиена цивилизација на една помалку еволуирана и делува како божествена. Многу е веројатно дека на Земјата имало редица животни со човеколики карактеристики. Овде не зборувам за човеколики мајмуни, туку за оние типови на Homo habilis или Homo erectus, веќе присутни на одредени делови на земјината топка. Од нив, со додавање на генетски материјал, овие посетители во дамнешно време го имаат создадено Homo sapiens, првиот генетски модифициран организам. Како подкрепа на ова, цитатот од Библијата, Битие 1 стих 27. И го создаде Господ Бог човекот според образот свој. Според образот Божи го создаде, машко и женско ги создаде. Што е образот Божи ако не вметнатата ДНК на една поразвиена и супериорна раса, нормално хуманоидна? Затоа Homo sapiens и покрај својата физичка инфериорност успева од сцена да ги истисне и уништи сличните на себе раси од типот на Homo neanderthal, кој по своите карактеристики бил совршено прилагодено животно. Предноста на Homo sapiens пред другиве раси се состои во тоа што има енормно развиен мозок и благодарение на него е во состојба да користи алат
и да прима и предава сложени комуникацијски знаци наречени јазик. А фактот дека бил создаден како свесно животно кое ќе биде соодветно да се припитомува и дресира за да слуша наредби за конкретната работа, се гледа во описот на едно од првите уточишта на оваа виша раса за која ние си ласкаме дека било земниот рај, односно Едемската градина. Ако добро се погледнат стиховите во Библијата, Битие глава 2, стихови од 8 до 18, особено стиховите 11 и 12, јасно се гледа рударската намена на оваа мисија од страна на оваа поразвиена цивилизација, што ние со време ја имаме запаметено како Бог. Ние луѓето, односно Homo sapiens, како што веќе реков, сме првиот генетски модифициран организам, а подоцна во оваа Едемска градина се создадени сите растителни и животински форми потребни за животот на нас луѓето. Односно овде се воспоставени принципите на пољоделството и сточарството. Повторно со генетско модифицирање се создадени сите домашни животни и пред се е создадено растението кое е основа на лебот наш насушен, односно лебното жито, кое како нас луѓето има најголема географска распространетост, пред се на вертикалата север-југ. Создавањето на Homo sapiens како свесно и интелигентно суштество со себе донело и редица проблеми, кои ние денес ги нарекуваме болести. Животните и растенијата во природата се повинуваат на законот на природната селекција и се идеално вклопени во синџирот на исхрана. Да не зборувам дека според истиот тој закон, секој организам има свој природен хабитат. Така, не гледаме поларни мечки во Африка или лавови во поларните краишта. Сите тие се прилагодени на одреден хабитат. Онакви какви што се раѓаме, голи и безпомошни, ние луѓето не сме прилагодени на ниеден хабитат. За таа цел ние го прилагодуваме хабитатот на нашите специфични потреби. Градиме домови, патишта, водоводи, електрична мрежа, користиме облека, затоа што немаме наш термоизолацијски покривач. Најважно од се, поучени од нашите креатори, како што гледаме во книгата на Енох, за која зборував во видеото Забранета наука, ние имаме создадено вештини со кои ги поправаме механизмите на природата во низината селекција. Тие механизми се викаат болести, а ние луѓето заедно со нашите домашни билки и животни ги имаме во изобилие. За корекција на тие механизми на природата, ние подучени од нашите творци имаме создадено медицина. Со медицината ние ја коригираме природата во низиното отфрлање на слабите единки, оставајќи во живот се, а со тоа генетски ја пренесуваме болеста на наредните генерации. Ете тоа сме ние луѓето. Само еден вид на домашни животни, на едни креатори кои со помош на генетска манипулација не имаат создадено за нивните потреби. Однос сличен на оној кој ние го имаме со нашите домашни миленици. И сега, кога веќе опипливо се приближуваме кон проблемите на денешницата. Денес не се случува ништо ново. Само господарите на планетата на човештвото му покажуваат каде му е местото. Дали ви текнува што е потребно кога ќе земете домашен миленик, например куче? Првен ви е потребен сертификат за потекло или педигре, нешто слично на нашиот извод од матичната книга на родени. А подоцна, за да може овој миленик да ви придружува насекаде, вклучително и преку граница, потребно е и нему или нејзе да им направите пасош. Ви текнува кој е условот за пасош на домашен миленик? Секако дека ви текнува. Вакцинација. Откако миленичето ги прима сите предвидени вакцини, добива пасош. Епа, драги мои, јас ви кажав и покажав дека ние сме вештачки креирана раса. Имаме своји креатори за кои јас верувам дека и ден денешен се планетарни господари. Ако знаете одредени имиња, како Рокфелер или Ротшилд, тие се само чувари на стадото и нивни службеници. Дури ни самите монархии по земјава не се тие господари. И кралските семејства се нивни службеници.
додека тие се супериорни на се она што ние го знаеме како човечка цивилизација или култура. Од нив постепено и од време на време доаѓаат нови технологии и наводните квантни скокови во развојот на цивилизацијата. Денес, во овие ковид времиња, се плашам дека нешто му се имаат налутено на човештвото и сакаат повеќе да го затегнат виртуелниот затвор во којот секогаш живееме, да ја зголемат контролата на сопственото стадо. Затоа сета оваа паника со пелцувањето на сета светска популација со нешто што не е поопасно од сезонска настинка. Се заради магичниот збор контрола. Јас сум Татунче, драги пријатели. Секој добро.